озвучувам оваа книга Друм за Македонија од Тихомир Стојановски, издадена од едицијата Лицеум при скрби утеха, Скопје, Македонија, 97 година, која опфаќа некои теми за македонските состојби кои после 30 години, значи книгата е пред скоро 30 години, таа теми кои допрвин стануваат актуелни. Тоа е таа предвидувачка, пророчка уметност, дадена од Таткото Небесен, кога бе учеше да пишувам, ја озвучуваме 10-тата страна, историјата и нејзината свекрва. Михаил Булгаков не е во право кога вели дека ракописите не горат. Доказ за тоа е Александриската библиотека и нејзините пеплосани книги. Дел од нив се скриени. Историјата не се купува и продава, туку се пишува. Сама. Љубомир Кљакич во книгата Ослободување на историјата на едно место напишал наша и Егејска Македонија. Дали е во прашање романтизам или гола метафора? Убаво е да се сака сопстveната земја. Убаво е да се ослободува историјата. Убаво е да се пишува. Убаво е да се прочита во истата книга за Цензорски комитет за администрирање со историската вистина. Затоа Кљакич ја сака сопстveната земја. Кој се плаши од историјата? Кому му е потребна уште една тројанска војна? Се работеше и се работи за една жена. Се работеше и се работи за една земја. Не треба да се менуваат имињата и знамињата, потребна е само малку љубов за својата земја. И историјата нејзината свекрва. Неодамна во Данска двајца театарски крстоносци му изрекоа јавна забрана на еден мој поранешен професор. Добро ни дојде демократио, демонкратио. Забраната е категорија за насцена. Добро е да се мисли со сопстveната глава. Се работи за една жена, убавата Елена. 1. Идентификација со агресорот. 2. Мимикрија на интелектуалците. 3. Слободни луѓе кои мислат со своја глава. Тоа е Владимир Дедиер. Колективно верување и предрасуди, социјални и етнички табуа, процес на насочување на мислењето, трагедија на неслободни луѓе кои не можат да не служат на некоја повисока инстанца, се работи за една земја. Еден наш председател рече дека мора да и се поклониме на силата. Само на Господ Исус Христос му се поклонувам. Словените се враќаат од годишниот одмор. Грсткал, поминат зад Карпатите. Како си поминавте, Господа? Така наречениот грчки Нов Завет не е напишан на литературен грчки јазик, на современ, туку на обичен коине. Коине е официјалниот јазик од времето на Александар од 336 до 323 година пред наша ера, составен од 40 и неколку јазици. Основа е македонскиот јазик, тој е царскиот македонски јазик. Вториот македонски период беше Византиската империја, со седиште во Цариград и Салоника од 306 до 1453 година, Џон Кросланд и Диана Констанц. Кој ја пишува историјата? Кој ви ја пишува историјата? Кој се плаши од вистината? Михаил Булгаков не е во право кога вели дека ракописите не горат. Историјата и нејзината свекрва. Цензорски комитет за администрирање со историската вистина. Историјата се чита меѓу редови и се пишува сама. Не ви ја пишуваат поробителите. Се работи за една жена. Не треба да се менуваат имињата и знамињата. Треба да се чита историјата. Господ Исус Христос не запишал во Светото писмо кое не се брише. Јас како менувам заради некои сатански идентитети. Треба да се чита историјата, не нејзината свекрва. Зборот свекрва го среќаваме кај Хомер 1200 години пред наша ера, и значи свекура. Според првите две овие фигури кои се наречени Курос и Кора, таа што окоренува и тој што ја оплодува.
Некои работи си останале какви што си биле, разбирливи со македонскиот современ јазик. Енеј или Ајнеја, легендарниот основач на Рим, по Тројанската војна долго скитал по морињата додека не стигнал на Апенинскиот полуостров, некаде 1200 години пред нашата ера. Неговата надгробна плоча најдена на Креченте напишана со етруско писмо на словенски јазик. Само зборот македонски се исфрла, знаете. Ташко Белчев би рекол венецки, односно древно македонски. Неодамна во Данска тројца театарски крстоноси му изрекоа јавна забрана на еден мој поранешен професор. Има нешто данско во Данска. Шекспир ја почитувал Данска, ја сакал и ја впишал во историјата. Не нејзината свекрва, Вилијам Шекспир. Псевдоним, вие сакате Македонија да ја направите псевдоним. Нашиот современик, дали е во прашање романтизам или гола метафора, кафезот ја бара птицата. Еден независен новинар, во еден независен весник, на независните писатели, со независниот му дух, независно го сместува Мајаковски во рамките на Руската револуција. Тој е критика за представата на Скрби и утеха. Секогаш беше, морав да напишам, ке ми кажеш, извинете. Што мораш, човече? Фактите се за почитување, нели? Не знам зашто тоа ме подсетува на Јан Кот, на Данска, на Елсинор, на нашата совест. Проблем на слушање, вели Владо Денчов. Тој сонува за нов почеток. Господ Исус Христос нека му го отвори срцето. На Александар Ѓуровски му ја исклучиле струјата, му ја џурнале. Ако го поврземе неодамнешното исклучување на водата во драмскиот театар, може да заклучиме дека е во те координирана акција за и против културата. Трагедија дел'арте, нов жанр, се работи за една жена, историјата и незината свекрва. Се работи за една земја запишана во Новиот Завет, на Господ Исус Христос која не се брише. Данска не е географија, туку е состојба. Трагедија дел'арте. Нов жанр. Жителите на манастирот Винча крај Белград ги чувале парите на Константин Велики и ги оставале во гробовите на покојниците. Александар Велики, Константин Велики, гледате дека се работи за ист народ. Не би имало ништо чудно во тоа да не се работи за период од 1400 години. Тоа е завет за да знаат кои се. Се работи за една земја. Константин го прифаќа христијанството како религија на својата империја. Во 325 година е одржан првиот христијански собир во Изник на македонски, денеска прекрстен во Никеја. Се работи за Византија. Тоа е нивната сатанска тактика, да те прекрстат, да те избришат, да те наречат со друго име. Така, например, болгар е турски збор и ти идентификуваат македонци таму, што значи збирштина. Некои велат визија на Антите, Византија. Има едно немногу оддалечено место со такво име блиску до Константинопол. Некои велат Македонско-Тракиско царство. Не е лошо да се прочитаат двете книги на Симе Пандовски, Македонија земја на прастара култура и Македонија зачетоци на првата нација во Европа. Џон Кросланд и Дијана Констанс во книгата Macedonian Greece напишале вториот македонски голем период беше Византија, со седиште во Цариград, Константинопол и Салоника. Историјата се пишува сама. Данска не е географија, туку е состојба. Тројанската војна и патот на Ајнеја се работи и се работеше за една жена, убавата Елена. Социјални и етнички табуа, процес на насочување на мислењето. Грст кал, ова со телефоните денеска е тоа. И вештачка интелигенција, сатанска доктрина, да те поробат, да ти ја земат душата. Процес на насочување на мислењето, грст кал, словените се враќаат од годишниот одмор минат зад Карпатите. Како си поминавте, словенковци? Од Константин Велики наваму, православните верници се склави, славони, славословени, благословени, се работи за една земја. Не треба да се менуваат имињата и знамињата. Потребна е само малку љубов
за својата земја и историјата, нејзината свекрва. Михаил Булгаков не е во право кога вели дека ракописите не горат. Доказ за тоа е Александриската библиотека и нејзините пеплосани книги. Неодамна во Данска театарските крстоносци му изрекоа јавна забрана на еден мој поранешен професор. Забраната е категорија за насцена, нели? Добро е да се мисли со сопствената глава. Имаше ли Петко глава или немаше? Кој Кукурајко? Се работи за една земја и сите други кукурајковци. Грст кало зад Карпатите. Дами и господа, можеш да побегнеш од земниот суд. И во Шекспир го има тоа во Кралот, во Хамлет. Но како ќе побегнеш од судот на оној кој ќе плати што го продаде без да сака сопствениот народ? То си илјадници души, знаете колку време треба да се отплаќа. Кој ќе плати за гревот на грчките, бугарските, албанските и сите други политичари кои негираат Македонија? Ги лажете луѓето, няма македонци, охи македонци, кукуноне македонци. И они, знаете, кој ќе видите како колективно лудило во погрешна доктрина, кој се плаши од историјата. Ја изучуваме оваа книга, видите, пишувана пред 30 години, толку актуелна. Тоа е, како да кажам, стил кога ме учеше Господ Исус Христос да пишувам во духот. За граѓанските работи, 13-та страна, велат дека Дедо Мраз ќе ни го донесе новиот закон за култура. Вие славите наместо Божик и Великден Дедо Мраз. Нека ни ја ирлија работата и децата ги учите дека Дедо Мраз дава. Не дава Дедо Мраз, таткото небесен. Државниот интерес во културата е да ја слави државата. Другите на локална самоуправа, граѓанска работа. Речи 3 пати ура пред зборот култура. Велат дека Александар Македонецот бил елен, да не речам срна. Кога ќе се испали буквата Х, се добива символот на гордоста. Гордиот елен. Горда е поранешната кога го менува сопственото име, знаме, граѓанска работа. Театарот значи да менуваш и да бидеш сменет. Приказна за можното кога би било по Аристотел. Оние што тврдат дека Александар Македонци бил елен, ни го сменија знамето. Велат дека Дедо Мраз ќе ни го донесе новиот закон, новото име, годинава. Пројде доста време, го донесе еден Кукурајко, кој ќе треба да плаќа потоа неговите генерации на овој и на оној свет. Грев против Свети Дух не се простува, се плаќа и во овој и во оној свет. Историјата не е зад нас, туку во нас. Не треба да се оди по настаните, туку пред нив. Името не е географија, туку историја. Мислам на поранешнава. Празен ритуал. Која е причината да постоиш ако не ти дозволуваат да бидеш она што си, што мислиш дека си? Елените на Александар Македонецот. Стадо срни спремни за отстрел. Големиот Плутарх, Демостен и Аријан. А во една пошта, во еден национален парк, Рамка и Големина, другарот Тито и господинот Киро Глигоров. Си висат така. Си беше еднаш една улица, солза и смеа или скрби утеха, жртви на историска ситуација. Кој си ја загубил душата? Велат дека едновремено една секунда траат и животот и смртта. Велат дека поранешнава ги менува и мињата и знамињата на улиците. Летаат птиците. Нема белким да се претвориме во старо железо и глув подсмев на поколенијата. Ребус, ни име, ни знаме има, се римува со зима. И они север ставија, срам да ви е предавници. Што е тоа? Поранешнава. Поранешнава е затвор, денеска додај севернава е затвор, заробен ум, Чеслав Милош, духовна смрт, пиши, бриши, мртви елени, празни лушпи од Дорев, внатрешни емигранти кои ги разјадува омразата, богинката историја, трати огнило, наковална и чекан, удри,
Сатано, марш од Македонија, Сатано, или треба да се каже, не ми треба земја, култура на работата, празен ритуал, кетман од заробен ум на Чеслав Милош. Сепак, зошто некој треба да има параноична, сатанска потреба да те менува преку името и знамето? Зошто не се смениш самиот синко човечки, ти постмакедонски идентитету да се покаеш што си го негирал македонецот, да го признаеш македонецот, да се покаеш и да живееме како браќа, христијани и пријатели? Ако Александар, зошто не се смениш самиот себе си? Ако Александар бил Хелен, зошто не го викаат Александар Хеленчето големиот? А елените можат да послужат и за отстрел ако се има слободен ум. Еднашка еден председателски кандидат изјави дека државата не е театар. Театарот значи да менуваш и да бидеш сменет. Поранешнава не е театар. Теа и јатар е место за гледање. Место каде што човекот се соединувал со Таткото Небесен. Затоа имаат потреба да не менуваат заради театарот. Македонците се сега и овде не исчезнале како илирите, тракиците, трибалите и градовите државички на првата страна. Поимот сега и овде го создава Јела Морено, основаш на психодрамата и театарот на спонтаноста, далечната 1911 во Виена. Јас ги учам луѓето како да го играат Господ, напишал Морено. Тоа му е погрешно. Како Господ да игра во нив. Да е соединување театарот. Потреба да се соединиш со тој дух на вечната љубов. Театарот давал представи без претходно подготвен концепт со теми родени од комуникација на публиката. Тоа е така делумно читање на историјата. Се работи за чинна вера, хит ет нунг. На белиот зид на поштата, во Националниот цент парк, висат две врамени фотографии, театри слични по своите принципи, заеднички став и взаемна верност, приказна за можното. Случајот на Мојсей, Господ и фараонот. Ја знаете, сте ја читале Библијата, македонци, па таму не има нас запишани, тоа не се брише, живото слово Исусово не се блише. Театарот и власта. Зошто на театарот скрби утеха? Сакаат да заврши како и првиот скрби утеха. Чернодрински заврши во Софија како библиотека, а јас завршувам, не завршувам, почнувам. Во духот Исусов да работам се уште за својата земја. Мојот народ гине од незнаење. Државен интерес во културата. Дедо Мраз и поранешната. Зарем сме толку безлични го правиме она што ни го налагаат другите. Зарем сме толку безлични и го правиме она што ни го налагаат сатанскиот свет. Не за сатаната и смртта, да за Исус во Македонија. Првиот од фотографиите во поштата велеше дека народ кој има ваква младина не треба да се грижи за својата иднина. Богинката историја ја потврди неговата теза. Се испотепаа на крај сиви спацем парабелум, или ако сакаш мир, подготвувај војна. Вториот, господинот Глигоров, со Божја помош ја преживеа улицата. Каменот дојде од блиску. Знаете вие кој е тој? Глумите само. Вториот, господинот Глигоров, тој самиот кажуваше во интервјуа, со Божја помош, Ниче напиша Господ е мртов. Господ напиша Ниче е мртов. War amüsieren nicht, du bist in Bundesrepublik Deutschland and das ist meine Garage. Се работи за чинна вера. Александар Македонецот, кога се побуниле тебанците, градот го срамнил со земјата. Ги поштедил само храмовите и домот на поетот Пиндар. Гест пред лицето на рамнодушниот свет. Титан со раскинато срце. Елените на царот велат дека Исус Христос е син на Зевс, дека Олимп е во границите на Македонија. Старото име за Теос на македонски, на старо македонски е Драј Патер, добриот татко. Велат дека Олимп е во границите на Македонија, тоа е сигурно, дека умираат штрајкувачите со глад во поранешнава.
Комунистите напиша Господ е мртов. Господ напиша комунизмот е мртов. Вела дека една секунда траат животот и смртта. Пука аплауз во црквата. Господ се раѓа, умира, воскреснува. Поранешнава не е театар, зарем му се ракоплеска на Господ. Фотографиите во поштата, елените на царот, театарот на спонтаноста, сега и овде, солза и смеа. Не, нема никаква политика, само смеење и плачење. Извадок од представата на театарот Скрби и утеха. Или Скрби и утеха. На улиците летаат птиците, заробен ум. Случајот на Господ Мојсе и Фараонот. Дали сте ја прочитале Библијата? Барем Новиот Завет, каде што се спомнува во дела 16:9 и дела 15:14, ќе изберам народ кој ќе го прослави моето име. Но ќе скасонував еден сон, пред мене стоеше еден човек, македонец, кој ме молеше и ми велеше, дојди во Македонија и помогни ни. Граѓанска работа, Дедо Мраз и законот за култура, имињата и знамињата, пиши, бриши. Која е причината да постоиш ако не ти дозволуваат да бидеш она што мислиш дека си? Празен ритуал, empty space, то би рекол Питер Брук. Кои сме ние? Реплика од представата, новата представа на театарот Скрби и утеха. И ние имавме во таа представа Крстени денови, последната која ни беше финансирана пред 15 на години. Не знам колку време пројде. Во која суштински тој викаше празен простор, Македонија дошол да ја измери, тој од катастерот европскиот, и вика, а има толку историја, цивилизација, духовност, христијанство и навистина, кои сме ние? Елените на царот, старо железо и глув подсмев на поколенијата, птиците на улиците или празен ритуал. Да, некои едноставно велат граѓанизам, граѓанска работа, гра. Зарем сме толку безлични и го правиме она што ни го налагаат другите? Господ, во името на Господ Исус Христос, не за сатаната и смртта во Македонија. Слава ти, Господ Исусе Христе, ја враќам Македонија во собственост на Господ Исус Христос и не можете да ја избришете додека има еден праведник, дали ќе ги спасиш ниневејците и македонците. Ја озвучуваме оваа книга, 16 страна, да се разбие македонската осаменост. Не е убаво кога историјата ти ја пишуваат други, Македонецу. Нашите соседи ни се побратими по историја, сум пишал браќа, и по географија. Нивната приказна завршува во нашето постоење, во нашето име и знаме, во нашите песни и ора, во љубовта македонска. Граѓанска драма во 4 слики. За секого по една. Кутра ли е оваа Македонија денеска натурено северна и никој не смее. Какви водачи сте бре вие? Во една Есхилова трагедија пишува вака: ние пристигнавме во Магнеската земја, во земјата на македонците до реката Аксе и старото име на Вардар. Тија му родила на Зевса 2 сина, Магнет и Македон. Македон е еден од олимпските богови. Гората Олимп е во границите на Македонија. Вели почитуваниот учен Страбон, антички географ и историчар. 8000 години митологија. Толку е старо нашето име. На Олимп нема некој важен што го носи името Хелен или пак Грк. А зошто знаат браќата по историја и географија? Херодот вели дека јазикот на пеласките не е грчки. И тој термин грчки кога е воведен во 19 век од Дројзен, веројатно мислејќи на поетот Тодоровски. Рускиот научник и лингвист Г.С. Гриневич ги објави резултатите од дешифровките на тертерските, протоиндиските, критско-микенските и етрурските надписи. Сите тие се дешифрирани со јазикот на пеласките, кои биле рисичи, односно прасловени. Видите, кој ќе не ги спомнеш македонците, недостасува коренот на целава оваа култура. Прасловенскиот писмен јазик е многу близок со старословенскиот писмен јазик, литературен јазик, воведен за потребите на црквата во средината на 9 век со делото на браќата Кирил и Методија. Старословенскиот јазик е јазикот на словените од околината на Солун, што ќе рече тоа е јазикот на македонците. Тоа е јазикот на македонците, истото го тврди рускиот филолог А.Х. Востаков.
Староцрковно-словенскиот јазик, неговата татковина е Македонија, затоа тој може да се нарече македонски. А и полуостровот се нарекувал македонски до 27. март 903, од кога султанот го укинал со декрет. Поетот Гане Тодоровски книгата на Гриневич ја донесе во оваа земја. Јас така го читам Огнот на Младен Србиновски. Ташко Белчев, Фаланга на духот, ја напиша книгата Македонија 4000 години. Цивилизација, писменост и култура. Не е убаво кога историјата ти ја пишуваат другите. Вела дека Хомер пишувал на пелазгиски јазик. По налог на атинскиот сатрап Пизистрат го препејуваат на јазикот кој не царскиот македонски јазик. Од времето на Александар. Одисеј Белчевски има 2000 идентични зборови на Хомера со современиот македонски. Одисеј од Канада, македонецот. Хомер ги напиша Илијадата и Одисејата околу 1200 години пред нашата ера. Речник број 1, издаден 1981, автор Спирос Циунис. Издавач Фарос од Атина. Голем, збиен лексикон на грчкиот јазик, или во оригинало Деката Лавено Елиника, Мегало епитом лексикотис Елиникус глосос. Секој збор има 15 содржини. Толков правописен, епонимен, поговорен, компаративистички, наречен, еднокоренен, содржински, идиомски, противопоставен, мисловен, метафоричен, граматички правила, главни имиња и недостасува 15-тиот елемент, етимологија, коренот на зборот. Од што е никнат, создаден, како настанал зборот, како се родил зборот, например, глосос, доаѓа од глас, слично како во современиот македонски, идентично. Во Елиникос глосос нема етимологија, зошто знаат нашите браќа побратими по историја и по географија. Дзеус звезда, Коринт корито, Крит скрит, местото каде се криел Зевс, да не го издаде татко му крон, круна. Етимологија, речник број 2. И има многу зборови. Од раниот Хомеров јазик, кај Константин Чулкас книгата, раниот Хомеров јазик е јазикот кој го зборат славомакедонците од Леринско. И во Дион, светиот град на македонците, во депото доле се кријат тие текстови, напишани на раниот Хомеров јазик, дел од театарот во Дион камењата се фрлени во морето, за да не се читаат тие текстови, делови на раниот Хомеров јазик. Етимологија, речник број 2, Макс Фасмер, етимолошки руски речник. Во речникот нема етимолошко толкување на поимот Рус. Заклучокот е дека произлегува од топонимија и хидронимија. Море Незнајковци. Во современиот македонски се вели сечимо ме, русикоси, почеток на приказната, македонска. Гриневич го дешифрира јазикот на пеласките. Со песна ќе ги победиме. Прави скали да се качам во Царството Божјо. Го нарекува прасловенскиот, кој е многу близок до македонскиот јазик, од Солун, Кирил и Методи, односно староцрковнословенски јазик, само македонски да се приближе. Рускиот академик Н.С. Државин со жалење констатира дека немаат етимолошко толкување на поимот Рус. Во книгата Потекло на рускиот народ тој напишал дека венетите, антите и славите се еден ист народ. Денес има многу пишувачи, знаете. Поимот Рус го има во македонскиот јазик. Во неговата книга ги нема македонците, македонските слави за фатија. Затоа ја добива Сталиновата награда. Руските лингвисти тврдат дека зборот слон е стар 8000 години, кога војниците фалангите на Александар Македонецот дошле до Индија, индијците се криеле, се зацкривале зад слоновите, зад склон, односно слон, етимологија.
Затоа Младен Србиновски во право, кога во еден есеј пишува дека во глобалното светско семејство на народи, јазуци и култури може да не внесе само науката. И ете го Господ го даде Исус Христос. Професор доктор Ташко Белчев удираше со жезол од кога го запознавме. Го носевме на аеродромот, леташе за Америка. Јас сум научник, не политичар. Така, велеше. Зеус. И им одговара на оние кои го советуваат да не се занимава со политика. Удира по подот со жезолот. Политиката се занимава со историја. Затоа се прекинува нашата приказна. Политиката се занимава, македонската. Затоа во енциклопедиите кои ги наведуваат господинот Србиновски се појавува приказната на еден од браќата по историја и географија во контекстот на Пидна, Букуреш, Сан Стефано, Сталиновите награди, Коминтерната, затоа македонскиот речник Ману мораше да го повлече, па имаш ли некој да рече не го повлекувам, затоа не е добро кога историјата ти ја пишуваат други, затоа Љубомир Кљакиќ во ослободување на историјата на една глава од книгата и дава наслов Цензорски комитет за манипулирање со историската вистина. Така се прекршува македонската приказна. Ако не знаеш кој си и што си, не знаеш ни зошто си, и ти си изгубен идентитет, да не бидеме како постмакедонските идентитети, нашите соседи, шизофрени идентитети, и едно и друго. Така се прекрши македонската приказна. Се крои, прекројува, кому како му одговара, едните со античка Македонија и Византија, Македонско-Тракинското царство, другите со Самоиловото царство, богомилите, третите со бановините на југо, четвртите со илирите, сега измислуваат нови, Петар Богдан и Македонецот, они велат дека е албанец. Мајка Тереза македонката, Георги Кастриот македонецот. Чудно како ние македонците да немаме своја приказна. Македонија е првата постојана населба во Европа во 6620 година пред наша ера. Ете го Симе Пандовски со 2 куфера доаѓа од Канада. Издава 2 книги Македонија зачетоци на првата нација во Европа и Македонија земја на прастора култура. Тогаш ништо немаше, имаше малку. Македонска приказна. Го имаше Ташко Белчев и неговиот жезол, Васил Лилјов со дешифровките. Не сме билки толку абдали та историјата да ни пишуваат други. Потоа дојдов Ангел Божиновски, Ангелина Маркус, Ристо Ивановски, Ѓорги Котевски кога го ликвидира по патот, нашите соседи, браќа по историја и по географија, некога го заборавам, простете. Нивната приказна завршува во нашето име и знаме, во постоењето на македонците завршуваат тие постмакедонски приказни, лажни идентитети, шизофрени идентитети. Европа е керка на финикискиот крал во која се влюбил Зевс. Голем мераклија бил тој Зевс. Граѓанска драма во 4 слики. Огнот на Гане и лингвистот Гриневич. Во глобалното светско семејство ќе не внесе само науката, напишал господинот Србиновски во еден запис. Се разбира Ташко Белчев и неговиот жезол. Не можеш ти наука која е политички покриена, пишува лаги, фалсификува. Македонската приказка или македонската осаменост. Рускиот патописец Амфитеатров издава книга со таков наслов. Книгата се вика Земја на раздорот, Македонија, година 903, општ православен црковно древнословенски јазик. Се служел во црквите. Кој е тој јазик? Кажува Гриневич. Српската патриаршија и бугарската екзархија. Македонската црква успеваат да ја укинат грејците, браќата, побратими, по историја и по географија. Година 1767 собрал Патрик своје стадо, со песна ќе ги победиме, македонци мои. Македонците избираат меѓу патриаршисти и екзархисти. Слична е приказната со нашата преродба. Дали е важно што пишуваш или на кој јазик пишуваш, или дали е важно на кој јазик пишуваш или што пишуваш, или пишуваш историска приказна на еден од браќата по историја и по географија, побратими, да не речам лажни браќа. Чернолизец Храбер, 14 век, првпат се споменува зборот болгарин, турско-арапски термин, што значи збирштина.
Како може Македонец, Македонија, име запишано од Исус Христос и дадено, да го замениш со турски збор збирштина? Освести се Македонец во Пирин. Голем Мераклија бил тој Дзеус. Македон му е син, македонската приказна од гората Олим до браќата, по братими, лажни браќа по историја и по географија. А зошто грејците не ја земаат звездата, сонцето од Кутлеш, Вергина, така наречена, за национално знаме? Кој ви бранеше? Зошто вие не се нарековте? Па не бевте тоа. Друг ве создаде. Прашете го жезолот на професорот Ташко Белчев. Меѓу огнот на Гане и есеите на Младен, политиката ќе мора да си замине од науката. Европа е само керка на феникискиот крал во која се влюбил Дзевс, голем Мераклија, македонската приказка, а не учеа дека не сме имале држава. Швајцарија на Балканите, или балконот на Жан Жене и неговите драми Парлеву Франсе, политиката и науката, жезолот на професорот Ташко Белчев. Македонија, земја запишана, дадена од Таткото Небесен и Господ Исус Христос во Светото Писмо. И никој не може да ја избрише. Толку за сега. Љубовта Исусова да ве преплави сите. Амин до Царството Божјо. Амин.